Социјалдемократскиот сојуз денеска достави документи во Државната комисија за спречување корупција во врска со тендерот на МВР, тежок 4 милиони евра. ВМРО ДПМН повторно целеа кон Заев и наводните криминали на Филипче за време на ковид. Секој ден власта ја тресат корупцијски скандали. Буквално смрди на корупција во врвот на власта. Денеска сме тука пред Државната комисија за спречување на корупцијата да побараме итно постапување по овие сериозни сомнежи за корупција. Ќе ги предадеме овие документи да се истражи до крај дали станува збор за наместен тендер, дали станува збор за однапред договорен тендер. Чии интереси стојат за овој тендер вреден 4 милиони евра. Државната комисија за спречување корупција мора да отвори предмет, да ги истражи сите факти и конечно да обезбеди одговорност. Време е Државната комисија за спречување корупција да покаже дека не се неми наблюдувачи на криминалот, туку дека се бранители на јавниот интерес. И заради лошото менаџирање на Филипче во здравството, граѓаните одеа во соседни држави за да се вакцинираат. Заради лошото менаџирање на Филипче во здравството, починаа приближно 10.000 луѓе. Заради лошото менаџирање на Филипче во здравството, бевме на врвот во светот по смртност од ковид по глава на жител. Дали Филипче и за ова не чувствува вина? Додека нам не лажеше дека само што не стигнале вакцини, Филипче зад грб сакаше да печали на маката на граѓаните. Ако Заев беше главниот ограбувач на народот, неговата десна рака е Венко Филипче.